Секое намалување на даноците е добре дојдено за бизнисот. Тоа ги намалува трошоците и го олеснува работењето, велат стопанствениците. Ваквата реакција доаѓа откако лидерот на ВМРО ДПМН Христијан Мицкоски најави целосно враќање на рамниот данок и негово намалување на 8%. Македонското општество според нив се уште не е подготвено за прогресивен данок, но за намалениот рамен данок да има поголеми ефекти, треба да се подобри наплатата на даноците и да се засилат инспекциите. Дали тоа значи подобрување на ефикасноста на платата на даноците и даночна дисциплина, тоа е една работа. Дали тоа значи подобрување на инспекцијските служби, која е уште така по-добре дојдена, и дали тоа значи дека ние конечно ќе почнеме во капиталните инвестиции да изнаоѓаме враќање на пари. За бизнисмените најавениот градежен бум, односно инвестициите во инфраструктурата од 2 милиарди евра или половина милиарда за една година е амбициозен зафат. За стопанството клучна е изградбата на патишта и пруги, бидејќи го леснуваат и забрзуваат протокот на стоки. Сепак, за да стане реалност амбициозната програма, бараат реформа на јавната администрација. Капацитетите според нив мора да зајакнат за да се подобрат процесите од почетното планирање па се до крајната реализација. Амбициозен проект, дај Боже да се оствари, меѓутоа тоа значи дека ќе треба да се реформира тотално и капацитетот и продуктивноста на јавната администрација, ефективноста и транспарентноста на тие набавки кои ќе се прават за извршување на градежни работи и секако изборот на средства, односно секоја наредна влада ќе треба да биде свесна дека ќе треба да подобри својата финансиска отчетност. Лидерот на ВМРО ДПМН Христијан Мицкоски вчера ја промовираше програмата за обнова на инфраструктурата. Таа вклучува нов автопат од Велес до Битола, завршување на веќе започнатите автопатски делници, реконструкција на над 1000 километри регионални патишта и изградба на 150 километри експресни патишта. Планот предвидува и 300 милиони евра вложување во водовод и канализација, до изградба на пругата од Битола до грчката граница, на долгоочекуваната железница до Бугарија, како и набавка на 5 нови возови.